со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, уште една среда, денеска е 9 ноември, ден после одлучувачкиот 8 ноември во Соединетите Американски држави и во светот. Се предпоставувам, знаете сите, 200 годината е дека Доналд Трамп стана американски председател и тоа според досегашните обработени податоци со прилично голема убедлива победа над Хилари Клинтон, освои некаде 276 делегатски гласови наспроти Хилари Клинтон со 218. Трамп победи и таму каде што никој веројатно не очекуваше, Флорида, Охајо и некои други клучни држави кои што му донесоа голема победа. Таа е темата на која што денеска ќе дебатираме с мој ваш денешен гостин е мојот колега Тодор Пендаров, долгогодишен новинар од надворешната политика, добар познавач на бирко одличен познавач на надворешните прилики и релациите на Соединетите Американски држави, Русија, па и балканските. Добар ден. Балканските прилики. Тодор, ти благодарам што ја прифати поканата. Благодарам. Прво, изненадување ли беше за тебе? Искрено кажано, да. Иако, ако можеме да почнеме малку со по-лефтерно. Победата, искрено, за поголем дел од јавноста и не само кај нас, него воопшто победата на Трамп изненадување, и тоа е резултатот на јавните медиуми во Америка, кои цело време фураа дека Клинтон, освен оној момент кога FBI излезе со истрагата, тогаш рейтингот на господја Хилари Клинтон падна, а Трамп... Меѓутоа, ден пред изборите, FBI рече дека нема елементи за кривично гонење, односно за кривична постапка. Но беше касно по се изгледа. Додека нема да верувате, точно ден пред изборите, која е слушнав изјавата на Обама, кој даде следната, не знам дали колку ја приметивме кај нас, и после изборите, и после вчерашниот ден во Америка ќе огрее сонцето, една таква изјава од Обама, предпоставував дека човекот ги има реалните податоци, реалните анкети, дека знае каква стои состојбата, какво е расположението на американските гласачи, така да веќе она што вика народот кај нас, она црвот влезе во засомневање дека шокот кај демократите веројатно толку голем, или пак се уште некои тактизирање, се што Хилари Клинтон се уште нема јавна изјава, иако с последните информации велат дека му честитала победа. Трамп изјави дека му се јавила и му честитала, но она, па мислам дека шокот е навистина голем. Ќе цитирам една хрватска новинарка која известуваше за хрватски медиуми, ќе кажам во оригинал, она вака рече: па овде у Њујорку сви су луди, полудели. На улица плачат, кукаат, не знам дали видовте од салата. Веќе протести има, се неуват. И протести се неуват. Мислам дека тука е таа една улога на медиумите. Неоспорно дека Клинтон ги имаше, Хилари ги имаше скоро сите медиуми под свое. Добро, во Америка медиумите треба да се изјаснат пред изборите за кого навиваат, али повеќе тоа изјаснување тесно поврзано со мафтање на кеш. Симптоматично беше што CNN еден добар дел од ноќта не објавуваше резултати, освен само анализи. Така е, точно. Јас до 3 сат седев на CNN, потоа заспав, па се разбудив у 6 да продолжам. Значи, Клинтон имаше многу повеќе пари од Трамп, значи вложи многу повеќе пари од Трамп. Со тоа медиумите нормално. Таму е работата, парите. Го вртат светот, посебно во Америка. Но ете што прават медиумите, создаваат една колку толку
ajde da rečeme сега со овој модерен јазик кој сега се случва, Сайбер слика дека Хилари ќе победи. Две работи сакам да истакнам. Едно недела дена пред изборите, ако не можеби некој ден повеќе, Славој Жижек, еден познат словенечки и би рекол европски филозоф, еден од најпознатите во моментот и најактуелни во Европа па и пошироко, радикален левичар. Вака речем, за светот ќе биде многу лошо ако победи Хилари. Хилари? Да. Ја бев шокиран. Јас Славој Жижек и неговите дела ма го познавам од времето кога јас живеев во Словенија. Тогаш он беше млад асистент, само што стана млад асистент на филозофскиот факултет во Љубљана. Јас бев на политички науки. Лично го знам. Секогаш беше радикален, лево радикален. И познат е и ден денес, потоа сега живее во Лондон, предава таму на елитни универзитети. Навистина многу солиден човек, солиден филозоф, лево усмерен, но еве тоа се неговите зборови дека Хилари Клинтон е опасна за светот. Хилари Клинтон е фактички она што она за нејзија стојат корпоративни капитал, односно големите корпорации. Значи, она што е интересно е што први му честита на Трамп Путин, Орбан, иако сега пред малку стигна и ја видов и веста дека и Европската унија, како Европска унија вели дека останува на соработката со Соединетите американски држави, мислиш ли дека овој избор на Доналд Трамп нешто ќе промени во глобалниот свет на односите меѓу Москва, Вашингтон, или пак ќе биде само некој тип на, да речем условно кажано, американска медиумска или промена на перцепцијата на светот кон Америка, дека со некој тип на нова перцепција дека нема веќе да биде Америка тоа што беше, нели, условно кажано, светски чувар на мирот. Джандар, ајде да бидеме вака поедноставни да не разберат Джандар во светот. Мислиш дека тоа е само маска, дека таа треба да се смени таа перцепција на слика, или искрена може да дојде до некое приближување на некои ставови? Американците би рекли прашање for $1 million. За $1 милион. Вака, барем до сегашната пракса покажува дека американската надворешна политика горе-доле со менувањето на претседателите не се менува. Но, јас сепак мислам дека Трамп ќе воведе нешто ново, па не од некакви демократски или хумани или не знам кои причини, но мислам дека некои работи треба да очекуваме дека Трамп со својата политика повеќе се бави на внатрешните прашања и ќе се сврти внатре, отколку на надворешната, многу надворешна. Тоа е моје мислење. Може би грешам, но не верувам дека Трамп ќе го направи оно што го направи американците со така наречената јасмина револуција во арапскиот свет, и сега гледаме што ни се случува. Токму заради америчката политика во арапскиот свет. Да го потсетам, Гадафи пред да го така брутално ликвидираат, јавно изјави, ако мене ме нема, Европа ќе потемни, ќе стане црна заради бегалците. Денеска тоа се случува. И денеска тоа ни се случува, посебно ние кои сме делови на рута низ која помина скоро, да не речем, скоро близко до 1 милион бегалци. Има уште една тука интересна ситуација. Значи, ја не верувам дека такво нешто ќе има од страна на Трамп. Русите први му честитаа, па добро, американците, односно америчките медиуми, а и други медиуми ностоп зборуваат дека русите се вклучени во изборите, Хилари ги напаѓаше и така натаму, и сега ако веќе е тоа така, нормално да му честиташ. И мислам дека е добро, но не заборавајте дека Трамп цело време зборуваше за некаква нормализација на односите со Русија,
Прашањето ми е колку он би бил моćен сам, ако нема структура, веројатно за такво нешто треба поголема промена во американската администрација. Гледайте, американската администрација, значи Трамп, ако состави една екипа која ќе постави елементите на надворешната политика, како ќе биде, ќе видиме. Значи тука е државниот секретар, тука е советникот за национална безбедност, државниот секретар за одбрана, но најмногу вие се многу битни. Тие креираат горе-доле надворешната политика на Америка. Ако таа политика кој ќе ја искреираат, кој ќе ги помине оние демократски процедури, администрацијата во Америка е професионална. Таа ќе тера таа политика без збор. Оти некаква тивка саботажа на било кој ниво, значи напуштање, губење на работното место, а не си сплати во Америка да, ако си во државната администрација да изгубиш, бидејќи државната администрација во Америка, не зборам заради платата, него за оние други привилегии што ги има пред се социјалното и здравственото осигурување, они го имаат средено за себе добро, а тоа во Америка многу значи. Значи Трамп во таа смисла он најави нормализација на односите со Русија, иако сите бевме свесни дека во последно време нонстоп се зборува разни портали, не е многу за верување, но нонстоп се зборува дека островите ќе се комплицираат и се заоструваат. Па дури еден наш лидер на една партија кај на среќа владата треба да почне да го подготвува населението за Трета светска војна. И да не тој само еден, има многу аналитичари кои велат дека изборот на Доналд Трамп води кон Трета светска војна. Па јас иако навијав, реков, верував дека ќе победи Хилари, врз основа на тие елементи што ги имавме до сега. Трамп е навистина тотално неискусен човек, но имаат словенците една многу убава народна поговорка, вика никогаш колку да се фалиш, ама кога е супата жешка не можеш толку да изидеш отколку што се фалиш. Вроча јуха се не пое тако лако. Ова го кажувам на словенечки, ти барем знаеш, јас долго години живея во Словенија, еве сега ние словенците добивме и прва дама. Господјата е Словенка од тука ќе направиме на кратка пауза за влијанието, можното влијание на првата дама за врз председателот на Америка и регионот и состојбите со Балканот, ќе влеземе во вториот дел од емисијата. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели, мој ваш денешен гостин е мојот колега Тодор Пендаров, одличен познавач на надворешната политика и долгогодишен новинар во оваа област. Орбан вели, како рече, колку прекрасни вести, демократијата се уште е жива за изборот на Доналд Трамп. Па, вака, ја мислам дека демократијата не може да справиме споредба со демократијата во Америка и демократијата во Унгарија. Без обзир на изборот на Доналд Трамп, кој не знам зашто сите го доживуваат како не знам каков конзервативен или недемократски настроен, мислам дека представовите негови. Ама знаете што, оно што го реков, друго е не треба да се никогаш да се поистоветуваат предизборната кампања и предизборните и оно што. Доналд Трамп мора да го почитува уставот на Соединените американски држави. Доналд Трамп мора да го почитува и Конгресот и Сенатот. И он може да води некоја политика, може да ги заострува односите, но се има граница. Веројатно не може да направи реалити шоу од Америка. Не, тоа не може да направи во никој случај, бидејќи ќе му стегнат импичмент и око нема да ми трепни на едните и на другите. Мислите дека ќе се помират демократите со овој пораз? Со оглед на тоа дека гледате, сега е многу важно. Новите вести велат дека протестите веќе се шират по многу градови во Северна Каролина, во Портланд, Лос Анџелес, Окланд. Мора, значи,
знаете вие, во Америка, во случај, ајде да речеме, ако се жали Клинтон, Не, ова не станува збори за жалење, него тоа као спонтани протести на граѓани кои што не се задоволни од изборот. Па сега тоа што не се задоволни од изборот, тоа е нивно прашање, односно тоа е нивна работа, може да демонстрираат се додека ги почитуваат законите за демонстрирање, на кој начин да ги изразуваат протестот. Ако ги помина тоа, ќе реагира институциите, односно од полиција па понатаму. Така да тоа многу не ме барем во овој момент мислам дека нема потреба за веројатно ќе заврши исто како што беше Брекзитот и протестите против Брекзит во Англија. Значи не знам зашто очекуваме дека сега Америка ќе сврти, не знам како, политиката и сега во Америка нема да има веќе демократија од она што ја знаеме и што е ова. Слушаме, иако имаме секогаш погрешна представа за демократијата во Америка, ама добро. Каква е, таква е. Значи, Трамп нема да излезе надвор од тие уставни игеренции што ги имат според уставот на Америка. Нема да ја заостри од не знам до кој степен односот со Конгресот и со Сенатот. Многу се битни сега изборите кои некои ќе следат за оно што викаме ние парламентарните избори и каква ќе биде состојбата на соодносот на силите внатре во Конгресот и во Сенатот. Републиканците мислам дека да, они се во моментот, ама знаете на 2 години се менуваат се има избори, така да пак ќе речам, за овој момент ние можеме само да претпоставуваме, односно да шпекулираме. Например, она што мислам дека ќе биде и за нас, односно пред се за американците голем шок, ќе видиме како Обама Кејр тој проект, како ќе реагира Трамп на тој проект, односно здравственото осигурување кое Обама може би имаше навистина добра намера, ама пракса лоша реализација, односно се потврдува на патот до пеколот води убави намери. Значи Америка има внатре прашање на кои мора да одговори новата администрација на изборот на Доналд Трамп го поздрави, рече се сите ултрадесничари, националисти во Европа очекуваат како некој тип на ветар во грб, дали неговиот избор, тоа го зборувам од позиција на политиката на мигрантската политика која што ја застапува Доналд Трамп и нивните политики кои што се во Европа во поглед на тоа прашање. Мислиш дека ќе го забрза тој процес во Европа на избор на такви политичари? Гледайте, ако не се реши прашањето со бегалската криза или миграциите кои доаѓаат од кризните региони, нормално дека таквите сили во Европа ќе јакнат. Веројатно ако денеска пропадне договорот со Турција и Европска унија, мислам дека ако Турција не дај Боже ги отвори, не дај Боже, зашто ќе ги стави на брод, не мора да ги добро тоа велам, ќе ги стави на брод и ќе ги пушти. Значи нормално, затоа што кај нас не сакаме ние никогаш овде не сакаме отворено да зборуваме. Мигрантската криза во таков обем за некои држави менува многу. Не е само економскиот проблем. Менува културни вредности, менува демографски односи, менува многу работи. И нормално во таква работа колку да си демократа, има едно правило на крајот, јас се сакам себе си најмногу. Дајте да бидеме реални, да ги гледаме работите реално, не се да продаваме нека лажна демократија, потоа се свртиш и викаш Трамп у кампањата директно обвинуваше Америка за лоша политика во поглед на тоа прашање и предизвикувањето на... Па, за жал, Европа како побичај, да не речам, нашите слушатели знаат кој е епитетот, односно квалификацијата, како викаме Европа стара, празен збор. Та немаше храброст да
тоа кога почна Америка со така наречената јасмина револуција и понатаму се оно што го правеше во арапскиот свет, да реагира. Туку напротив, во рушењето на Либија, истина малку со 5 авиона, да речем, учествуваа и европејци. Значи, тогаш Европа не оштро не настапи против таа политика, иако секој паметен човек во Европа мораше да биде свесен дека со таа политика бегалската криза само ќе се зголеми. Па не само од економски аспект, туку веќе станува збор и за спасување на голиот живот. Ние од една страна тие луѓе мораме да ги разбереме, некои од нив најголем дел од нив бегаат заради гол живот, нема екзистенција. Прво може да биде убиен, а второ и таа екзистенција што има минимална сега му земена со војната. Меѓутоа, што е оно што може Трамп да направи сега веќе кога све е направено во друг правец, таму во тие држави веќе кај има војна, се уште има војна, онаму кај што нема војна има радикални исламисти на власт кои што работите се веќе излезени од контрола. Добро, не мислам дека се избегани од контрола, но ако Трамп дефинитивно ги гледајте, Ал-Каеда е производ на американците, тоа сите го знаеме. ИСИС на почеток исто така. Ако Трамп направи радикален рез, кога америчка администрација радикален рез до тие исламистички радикални групи, збориме од тип на финансирање и такви ствари. Од се. Тогаш може да има пресврт. Може да има пресврт. Например, ако сега во Сирија однесат победа сириските трупи на Башар ел-Асад. Башар ел-Асад далеко е од демократија. Но сепак додека беше он, Сирија беше една нормална држава. Вие не можете стабилна држава. Вие не можете за пример, во Сирија христијанското население живееше многу слободно. Да. Многу слободно. Што направи многу послободно од некои комунистички држави. Така е, точно. Значи, што се случи со тоа население? Го ликвидира. Она што остане малку. Значи, во времето на диктатурата во Египет, па потоа срушија, па потоа пак ја вратија. Немаше исламисти. Па нели го срушија Мубарак, па го донеса муслиманските браќа освоја. Па пак ги срушија, бидејќи што направија? Прво што направија, почнаа да ги тепат коптите. Пак христијанското население. Значи, тој радикален ислам, кој нема врска со исламот и со Куранот, е нормално уперен против сите што не се со него. Дури и оние нормални, оние вистински муслимани ги ликвидираат. Ако имам тоа не треба да зборуваме. Значи, ако Трамп во својата политика што ќе гради навистина ја пресече таа врвца на поврзаност пред се тука на тајните служби на Америка, ЦИА, зад кој сепак стои некој голем капитал, нафтата и некои интереси. И некои интереси за кои ние можеме само да сањаме, односно да претпоставуваме. И твојот и мојот дедо вика пари таму кај што бургијата не буши парата. Тоа кај што не става с пари, след многу пари. Така е. Значи, ако тоа го прекине, тогаш може тој полека, но сигурно не одма, него во одреден период тој радикален ислам, ИСИС, односно тие радикални исламски групи да никогаш не може да бидат елиминирани во целост, но да бидат многу малку, со мала моќ и да се ограничуваат на одредена територија таму кај што да останат без подршка. Без подршка. Тука правиме уште една кратка пауза и потоа влегуваме во втори дел од емисијата. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. И уште еднаш назад во кругот, поштени слушатели, мој ваш денешен гостин, мојот колега Тодор Пендаров. Зборуваме за изборите во Соединетите американски држави и веста на годината на Доналд Трамп за американски претседател. Ги изанализиравме состојбите, релациите со Европа и Москва.
Блискиот исток, меѓутоа оние што вести кои што по план, односно од утро веќе пристигнуваат, а се однесуваат на позициите на берзите на економијата покажуваат драстични падања. Тука се веројатно и релациите со Кина. Тоа ми е поред. Што се однесува до падањето на бизнисот, односно берзите, индексот на берзите, дури до негде беше за очекување. Сега зошто? Па, знаете, Трамп во кампањата зборуваше против корпоративниот капитализам, иако е малку чудно, он е делот тој корпоративен капитализам. Малку изгледа контрадикторно. Значи, зашто он, неговата кампања, главниот слоган беше Америка на американците, да се вратиме на Америка. Не? Ја мислам дека токму тие корпоративни могули, со ваквиот однос на берзите, златото одма расте, му кажуваат на Трамп дека тие се главни. Дека до каде му е чергичето, дека не може да си игра со... И ако сака да гради болници, да работи луѓе, треба да... Малку другаче треба се однесува од оно што го зборуваше во кампањата, и затоа реков, вие не можете да ја сркате супата додека не се олади барем малку. Јас така го гледам. Значи, тоа е одговор на тие кои управуваат со светот, до Трамп да биде мирен. Веројатно дека ја сватил пораката кога се види последната изјавата негова кај што вика барам помош и од оние кои не ме поддржаа сите заедно да работиме за оваа голема држава. Ова е голем извреден потенцијал кој што треба да му служиме и на народот. Добро, може да се свати во тоа, односно тоа секој американски председател после изборите таа реченица повторува во смисла од денеска ја ќе бидам председател на сите и оние што не гласале за мене и за нив. У реду, но многу е битно односот токму економијата, стабилноста на економијата. Трамп доаѓа во јануари, не превзема функцијата, така ли? До 31 декември треба да се усвои буџетот на Америка за едната година. Ќе видиме тука како ќе се случува. Значи, периодот до преземањето до инаугурацијата на новиот председател во Америка секогаш е малку чуден. Секогаш. Но има среќа, например, кај нас до избор на нова влада, кај нас се стои. Таму функционира, администрацијата функционира и работи. Значи не се чувствува така, обичниот граѓани не го чувствува тоа така како што ние овде го чувствуваме. Не можеш да отидеш да извадиш на обично уверението вика чека после изборите. Значи тоа таму го нема. Пак ќе речам, Трамп ќе мора да во некои работи што така радикално ги кажуваше во кампањата, ќе мора да ги приземни на реалната состојба. Што се однесува до Кина, тука е прашањето многу интересно. Кина малте не ја поседува Америка. Па токму тоа, големиот долг што го има Кина, што ги има доларите. Второ, односот Кина се повеќе сега има апетити да биде и она жандар на овој свет, посебно во азијскиот дел, навлегува во некои интересни сфери на Америка. Тука е и Јапан кој има така голема недоверба до Кина, дори од време на време таму околу Кинеското море, за оние острови, знаете, ќе се прошетаат едни бродови и други бродови воени. Тука е Северна Кореја. Тука е Северна Кореја, Северна Кореја, ако притисне на црвеното копче, тоа не е само дека ќе настрада Јужна Кореја или Јапан, ќе настрада и Кина. Оти кој ќе почне војната, не де Боже, ако почне нуклеарна војна, ако некој ја гадја Северна Кореја со нуклеарни боеви глави, и
Кина е тука, Кина ќе настрада исто така. Значи, не е тоа така едноставно да се каже. Мислам дека многу ќе зависи, без обзир што е таков Трамп, каков што е, многу ќе зависи од оние кои ќе бидат негови најблиски соработници. И сега сакам нешто овде да ја предупредам македонската јавност, не да ја предупредам, него да ја потсетам. Јас немам право да предупредувам никого. Еден од најблиските соработници на Трамп, кои у суштина значи Трамп не е шеф на републиканската партија, не е таму малку другаче. Кој еве сега кога излезе на бината Трамп, тој беше до него, човекот има грчко потекло. Така да не очекуваме сега Трамп утре да му нареди на својот амбасадор во Обединените нации во Советот за безбедност, ако покренеме иницијатива да гласа за уставното име. Не заборавајте дека во кругот на тие блиски соработници на Трамп, значи има, прво тој е грк, со грчко потекло има уште неколку, така да тие нормално ќе влијаат околу односот до ова. Но во секој случај мислам да се надеваме, па не заради Трамп, воопшто, ние секогаш, овој регион секогаш има подобри односи со републиканците, посебно. Тоа е прашањето што всушност веројатно нас најмногу не засега. Инаку ние што имаме дали со републиканците или со ова. Може ли да очекува Балканот некаква другачи однос? Политиката досегашна на демократите беше веројатно насочена кон една друга политика и премногу форсирање на, да речеме, на она што се нарекува, условно кажано, албанска политика. Албанскиот фактор. Ајде да бидеме отворени и искрени, без тоа не че кога споменеме албанскиот фактор дека ние сме против албанците. Не, апсолутно. Далеко од тоа. Тоа беше реална политика. Кај нас така се сваќа, на пример, ќе дам едно мало интермецо, ако кажеме албанска мафија, одма ќе ме прогласи за македонски националиста. Да биде прашањето дека американската политика на демократите повеќе се подпираше на во некои работи, гледате, американците што американската политика што барона доаѓа на територија и вика мојот интерес овде е ваков. Тоа и тоа. Ти ќе го остваруваш или нема да го остваруваш? Ако го остваруваш, окей, ти си наш. Ако не го остваруваш, ќе бараме друг, а ти ќе го добиеш тапот, од другиот ќе го добие морковот, а ти ќе го добиеш тапот. Тоа е тоа. Ако после Дејтон, Милошевиќ речеше на американците Бујрум, Open the door, или Бујрум, или изволте, ќе беше друга политика на Балканот. Значи, американците имаат своји интереси и бараат локалните држави и локалните државите на таа територија, властите на таа територија, тие нивни интереси да ги спроведуваат во целост, без многу размислување, без многу полемика. Албанскиот фактор, ако збориме албанскиот фактор, се покажа дека ги спроведува интересите во целост. Оперативно. Ајде да бидеме реални и отворени. Како се одложија изборите у јуни месец? Еве да се пример. Да. Како се одложија? Отиде ли на чај кај актуелниот американски амбасадор господинот Ахмети? Отиде на чај. Чајот беше палку подолг. Долго се пиеше. Да. И после излегувањето што направи, дуи поднесе иницијатива до Уставен суд. Так. Уставен суд што направи, одма ја стави на дневен ред. Од друга страна, например, околу законот за СЈО, тактизира. Значи, ете тука се гледа влијанието позитивно или негативно? Може ли некаква промена на Балканот? Може ли да очекува нешто? И прва дама добива, нели? Добро, првата дама е словенка, знаете, словенците прво се гледаат за себе, па после за се друго, они се посебни. Дури таа, по некој, негде имам следно, таа првата дама, нема да верувате, била во Македонија, како девојка, уште која живеела во Севница. Тоа е едно мало градче таму негде за оние што не ја познаваат Словенија, ама знаат дека постои нуклеарна централа во Кршко, тоа е во близината на Кршко. Значи, таму, она била во Охрид, како девојка,
И мислам дека има негде изјава дека многу и се допадна сега као жена на Трамп изјавила дека многу и се допаднала Македонија, односно Охрид. За секој успешен човек стои дама, нели? Ама мислам дека некако поголемо влијание заради нејзе во американската политика во регионот би било залудно да очекуваме. Пак ќе речем, се ќе зависи од нашето однесување до оние глобални и регионални интереси на Соединетите американски држави. Ако ние се вклопиме во нив, односно се покажеме дека можеме да ги спроведеме и да ги штитиме, тогаш да. Ајде пред крајот на емисијата нашата колку што е за светот важен изборот на Трамп, за Македонија веројатно се едни од најважните изборите на 11 декември. Веќе влеговме во оној финиш, веројатно веќе е јасно дека ќе има избори. Иако некој се сомневаше нели до последен момент дали може да се одложи, веќе по објавувањето на листите на СДСМ веројатно се е јасно, чисто е на избори ќе одиме на 11 декември. Многу работи горе-долу веројатно ќе бидат идентични како и на претходните избори, без некои, барем според анкети, ако може да им се верува, најави. Она што сакам да прашаме, која е твоја проценка околу тоа што ќе се случува на изборите и коментар за она што беше политиката на Заев околу нели барање гласови, таргетирање кај албанските гласачи, а на листите има само еден или албанеци. На оваа тема пред некој ден имав еден кратка изјава, ми побара еден портал, па и една телевизија. Ниче повторам тоа што го кажав таму. Ќе почнеме од да речеме од прогнозата за изборите. До новите додека СДСМ не излезе со листите, јас прогнозирав, односно мојот став беше дека ВМРО ќе победи, но разликата тешко дека ќе помине двоцифрен број. Значи 10-11. После излегувањето со листата на СДСМ, сега мислам дека ВМРО има шанси, зависи ако не направи некоја кај нас политичките партии во последно време едни и други си пукаат сами себе во нога. Ако не направи нешто такво, мислам дека ќе победи веќе можам да претпоставам дека и со двоцифрен, да прогнозирам двоцифрен број. Во однос до албанците, повторно СДСМ направи некаков нил компромис. Навистина немам ништо против што имаат кандидат албанец. Напротив, тој кандидат и ти го знаеш, и ја го знам, и немам никакви забелешки за него, за Мухарем Закири, колега наш. Но зашто него? Јас очекував тој да биде носител на листа. Бидејќи само на тој начин ние, ќе признаевме дека СДСМ го крши оној лед од живење едни до други, да почнеме да живееме заедно едни со други. Значи, тука го ставија на трето место. Имам многу поголема забелешка за професорот Мухич, него за бидејќи неговите некои ставови. Добро, листите предизвика големи потреси внатре во СДСМ. Внатре во СДСМ предизвика големи потреси. Од оставката на Куновска, која верувате, ја барем тоа го знам и го следам, беше доста добар пратеник кој беше оштар. И нема Лидија Димова, нема Лидија Димова, го нема координаторот, го нема Маријанчо Николовски, кој водеше комисијата за финансирање и буџет, кој секогаш имаше многу квалитетни дискусии. Без еден од најкултурните пратеници во собранието, кој ретко кога дигна глас или навреди некого, но секогаш со аргументи настапуваше. Значи, СДСМ овој пат си пукаше во двете нозе со ваквите листи. Јас ќе спомнам господјата Астерут. Незиниот пост го читав, е подолг, иако го вада само едното, е подолг пост на Фейсбук, каде што она на крај завршува со Мухич на листа,
животот го давам, ама глас не ви давам. Значи, покажува дека во СДСМ ние зборуваме дека во ВМРО внатре нема партиска демократија, ама ова сега што се случи покажува дека ни во СДСМ од демократијата... Веројатно таму никој не ни знаел кој ќе биде на листа, ако на Конгресот Куновска, ако на Конгресот Куновска видела дека не е на листа, а е председател на градската организација. А Сугаревски председател, координатор, тоа добар координатор. Знаете, координаторот е многу битен, посебно кога станува збор за функционирањето на собранието. И мора да се признае дека тој беше навистина солиден координатор. До максимално ги браниш интересите на претеничката група. Тука се дека демократска структура на партија не е да не може координаторот и председател на градска на Конгрес да ги дознаат листите. Тоа е, мислам, тоа е навистина малку смешно. Велам, значи, иако бидејќи ние сме таков народ, нерационалност кај нас е многу присутна, нерационално општество. Ја мислам дека на ВМРО му одговара што победи Трамп, бидејќи сега се засилува нели атмосферата, десницата, цело време беа се зборуваше Трамп за нас и што те знам. И мислам дека му оди во прилог на ВМРО во овој момент. Од друга страна, добро, ние сме народ кој многу брзо заборава како општество, ама мислам дека ова нема да го заборавиме, бидејќи едноставно светската јавност, пред американската и воопште светската јавност, ова се нон-стоп ќе го вртат и ќе биде присутно и кај нас на овој или нон начин. Така да ќе повеќе од емотивен карактер изборот на Трамп за председател позитивно ќе влие на положбата на ВМРО ДПМН на престојните избори. Благодарам, почитувани слушатели, тука е крајот на денешниот круг. Мој ваш денешен гостин беше мојот колега Тодор Пендаров. Зборувавме за надворешната политика и за влијанието на изборот на новиот американски председател на светската политика, особено на регионот, како и предстојните македонски избори на 11 декември. Доналд Трамп е новиот американски председател. Почитувани слушатели, ова е Круг е емисија на Трговското радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 9 ноември 2016. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.